Експертската и интелектуална јавност во Македонија е бесна на премиерот Ковачевски, кој вчера ги навреди нарекувајќи ги хистерични, дека не се разбирале како функционира Европската унија и дека тие биле причина што цела Македонија се крена против францускиот предлог. Сакам да им честитам на сите хистерични експерти, налутени граѓани, вознемирени професори, лути новинари, бунтовни македонци, гласни членови на цивилниот и невладиниот корпус кој е вистински таков, припадници на помалите политички партии и коалиционите партнери на СРСМ кои јасно кажаа дека ќе излезат од влада, на сите што беа гласни, го кажаа својот личен став и го сменија јавното мислење во Македонија и придонесоа владата да мора да се повлече и да каже не. Па овој беше спремен да потпише, само за тоа што надигнавме джева, ние само наречените експерти се повлече, па уште не прогласи и за хистерични. Овие и други реакции на академската јавност следат по обвинувањата на Ковачевски дека создавале хистерија во интерес на други држави. Изненаден сум што луѓето што се нарекуваат експерти и тврдат дека знаат како се одвиваат процесите, се тие што ја креираа најголемата хистерија во земјава. Произлезе дека тие не ни знаат како се изработуваат предлозите и како се споделуваат меѓу земјите членки и земјите кандидати. Произлегува дека тоа го прават во интерес на трети страни и земји. Додека премиерот Ковачевски навредува, сепак во своето обраќање од Брисел како причини за одбивањето на предлогот ги наведе токму критиките и предупредувањата од експертската јавност, дека мора да има гаранции за македонскиот јазик, дека историјата не смее да биде дел од преговарачката рамка и дека уставот може да се смени, но откако ќе почнат преговорите.